Почитувани граѓани на Република Македонија, Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев избираат послушни обвинители и судии кои ќе работат за заштита на криминалот и корупцијата. Со промоцијата на лажни концепти се сака во правосудството да останат само блиски и погодни луѓе на СДСМ и Зоран Заев, за да остане неказнет криминалот. Прочистувањето во судството е само фасада за криминалот на Заев и власта да не види разврска. Наместо да се избираат сомнителни лица, на правосудниот систем му се потребни честни, искусни, непристрасни професионалци кои ќе го реформираат системот одвнатре, без мешањето на Маричик и Заев. Реформи не можат да прават лица кои никогаш во животот не работеле како судии, а единствена препорака им е од нивните фамилии со високи партиски функционери од СДСМ. Реформи не можат да прават лица против кои постоеле истраги за проневери на стотици илјади евра со барања за притвор. Доколку Маричик сака да се занимава со реформи, му предлагаме да се позанимава со следните прашања. Прво, зошто обвинителството не се произнело за 30 кривични пријави поднесени во врска со изборен криминал за време на предвремените парламентарни избори? Во овие кривични пријави има докази, слики и податоци дека градоначалници и високи функционери на СДСМ се фатени живи во давање подкуп за гласови. Второ, зошто Рускоска не го расчистува вештачењето на телефоните во случајот Рекет? Дали некој високо во СДСМ се плаши од тоа што може да се најде на телефоните на учесниците во овој мега скандал? 3. Докаде е работата на обвинителството во случајот со Ден Дончев и во врска со договорите за диализа и во врска со торбите со кеш пари? 4. До кога ќе се дозволува високи антизападни олигарси, како што е случајот Дака, на сомнителен начин да добиваат дозволи за градба на мега комплекси во центарот на Тетово? 5. Како може обвинителството да нуди лажни сведоци за да затвора патриоти на повеќе од 200 години затвор? 6. Дали е логично главните лица од обвинителството да имаат омраза и аверзија кон опозицијата и во исто време да работат случаи против ВМРО-ДПМН? 7. Кога ќе престане застрашувањето на новинари со истраги, повици во полиција и условни осуди? Почитувани, очигледно е дека преку сењето магла се сака да се зголеми и продолжи контролата на судството и обвинителството. На Македонија и е потребен транспарентен и објективен судски систем со силна правосудна независност. Судот мора да суди според законот, независно дали се работи за висок партиски функционер од СДСМ, представник на опозицијата, неопределен граѓанин. Судот и обвинителството мора да бидат еднакви и праведни за сите, а не под клештата на власта. Затоа потребна е промена. Промена на власта за ослободување на системот. До ВМРО-ДПМН пристигна едно прашање од македонската телевизија во врска со изјавата на премиерот Заев дека нема потреба од предвремени избори и нема да има неосновано изнудување на оставки во владата. Во моментов имаме економија во рецесија, пола милион македонски граѓани живеат со помалку од 2 евра на ден. Македонија најлошо, убедливо најлошо во регионот и 6-та во светот на ранг листите е по смртност на своите жители. Имаме над 2.500 луѓе кои што ги изгубија своите животи како одговор на неспособноста на системот на здравството и на менаџерите во здравството. Имаме тешка состојба со евроинтеграциите, но за Заев тоа не е важно. Важни се личните удобства, личната корист, богатењето на сметка на граѓаните на Република Македонија. Опозицијата има легитимен, легален и логичен пристап и ќе бара одговорност од сите носители на функции во државата и од владата во целост. Тоа е основна и главна алатка на опозицијата и ние планираме таа да искористиме. Ви благодарам.